Овде сме со девојката која повторно ја направи Македонија горда, се врати со сребро од престижното европско првенство во Австрија. Ќе разговараме со младата и многу талентирана Мила Зрбиновска од студиото Брейка Лек. Најпрво ти посакам добре дојде, како си денес? Супер сум, баш ми е мило што сум тука моментално и баш ми е мило што ќе разговараме. Сигурна сум дека цела Македонија е горда на тебе и јас сакам уште еднаш да ти честитам за големиот успех. Какво беше чувството кога те викнаа да си ја земеш наградата? Чувството на вистина беше прекрасно. Сепак 2 втори места и 3 финалиња на европско ниво е на вистина резултат на мојата работа, труд и посветеност. На вистина беше како out of this world, преубаво беше чувството, немам зборови. Нека со години настапуваш и ова не ти е нешто ново лично на тебе, но имаш ли трема пред настапите секогаш и која е најчесто твојата рутина за подготовка на истите? Па немам многу често трема, бидејќи имам многу самодоверба и знам дека не за џабе работам толку многу и пред секој надпревар само си кажувам ќе излезам, ќе згазам и ќе си одам со прво место. Што се случува доколку нешто не оди по план? Ти се случува ли понекогаш да погрешиш, сепак луѓе сме грешиме за време на точката? Не, ми се нема случајно, бидејќи јас сепак играм импровизација, соло, значи не ја знам музиката, не знам што ќе играм и ја слушам музиката и тоа што ќе ми дојде тоа го правам. Затоа ми се нема случајно да сгрешам и само одам со самодоверба, глава горе и играм како што знам. Колку време ти требаше да се подготвиш за ова европско првенство? За ова европско првенство се подготвувам 2 месеци поред, без прекин, но исто така пред тоа си имав јас соло часови со мојот тренер Андријана и вежбавме, имав настанувано до 11 часот навечер за да извежбам да се спремам за европското првенство. Ти си се уште во училиште, така? Сега си во средно? Или да. Како ти влијае сето тоа, твоите соученици што мислат за овој твој успех и како се справуваш со сите тие училишни обврски и танцот? Па, навистина, само знам многу добро и си го пределам моето време, кога имам тренинзи, кога да вежбам, кога да учам се тоа. Моите соученици ми имаат зборувано дека се многу горди дека имаат таква соученичка во нивниот клас и дека се горди на мене и мене тоа многу ми значи. Таа поддршка многу ми значи навистина. Ете да ги запознаеме и нашите гледачи, од колку години танцува Мила? Мила танцува од 3 години. Се запишав кога имав само 3 години и од тогаш без прекин тренирам и вежбам. Како се гледаш себе си за 10 години од сега? Дали можеш тоа од денес да не го кажеш? Можам, за 10 години од сега се гледам како најпознатиот, најдобриот и најуспешниот танчер низ цел свет. Исто така морам да ги споменам, ги забележавме твоите интересни костими пред секој настап и плюс имаш доста видео објавуваш на социјалните медиуми што се доста интересни, баш им препорачувам нашите гледачи да ги видат за каков талент се работи. Од каде ја црпиш инспирацијата за тие костими, дали сама ги правиш? Моите костими ги прави мојата баба. Навистина, да не беше за баба, немаше да имам толку јаки костими. Исто така идејата на костимот ги дават Андријана и Трајче и вклучително јас некоја идеја ќе дадеме и например црниот костим што го играм во категоријата соло јуниори, тој костим ми е направен од баба ми и многу е ефективен на сцена, тоа ми го има кажано Андријана и едноставно се вклопувам во костимот и многу е важно да се чувствувам удобно додека играм. Добро, продолжуваме понатаму со твојот тренер Андријана од студиото Брейка Лек, кој што е исто толку заслужна за сет овој твој успех. По што се издвојуваше Мила на европското првенство според тебе? Јас пред се морам вака јавно на Мила да се заблагодарам за тоа што ни ја представува Македонија и навистина е синоним за хип-хоп во Македонија. Она што Мила ја издвојува од другите и на она што навистина работевме овој пат е таа нејзина самодоверба и да остави еден свој уникатен печат. Всушност од толпа од 200 танчери да се издвоите и да се качате на пиедестал, навистина треба да сте уникатни. Тоа е нештото што овој пат ја издвои Мила од подиумот. Колку години работите заедно и како Мила се развиваше низ годините? Како вие гледате еве нејзината зрелост?
Па ја израснавме Мила. Мила често пати знае да каже дека сме родители по танц. Да. Тоа е нешто што е некоја поврзаност уште од самиот момент кога Мила дојде на свои 3 години. Морам да напоменам дека Мила на 6 години веќе стана европски првак. Во 2024 ја донесе светската титула тука во Македонија, каде што беше хип-хопот во Скопје организирано. И еве повторно се качува на пиедесталот. Морам да кажам дека ако веќе еднаш кај тогаш е случајно за нејзиниот успех, но кога веќе постојано е во континуитет, тогаш навистина станува збор за квалитетен танчар, кој што Македонија треба стварно да се гордее. Би требало да опишете Мила само со 3 зборови. Кои би биле тие? Уникатна, убава и дисциплинирана. Што според вас треба да направи, може и двете да го одговорите ова прашање, што според вас треба да направи Македонија за малку да ги поддржи овие млади таленти за вакви големи успеси? Македонија навистина има многу таленти, не само во танцот, генерално во спортот. Меѓутоа сметаме дека треба малку повеќе да се поддржат и финансиски, и по-конкретна поддршка во смисла да им обезбеди подобри услови за работа, да ги финансираат нивните патувања. Сепак, за да донесете еден светски резултат во Македонија, навистина треба да ве поддржи државата, за да можете понатаму да се едуцирате и во образованието да вложите и да вложите понатаму и во сите останати настапи, надпревари, така натака, бидејќи навистина финансискиот товар најмногу паѓа на семејството. Една голема благодарност до семејството на Мила, до мајка за огромната поддршка која што секој пат ја има, неизмерно издвојува финансиски трошкови за секаде да се појавува Мила, за да може да оствари резултати кои што првенствено ја представуваат Македонија. И затоа сметам, еве нека биде апел до сите институции да вакви таленти каде што ги имаме навистина да ги негуваме и да ги поддржуваме во секоја смисла на зборот. Така јас лично се надевам дека конечно некои работи ќе се променат во нашиот систем. Од срце ми беше мило што разговарав со еден ваков шампион како Мила Србиновска. Со нетрпение тимот на Бекстејдж чека да види уште колку пати ќе ја направиш горда оваа наша Македонија. Ви благодарам многу.